Здраво на сите. А, Ова е разговор кој што ќе се случи со Магдалена. Е нешто кое што замисливме како една идеја каде што можеме преку една така лесна комуникација да зборуваме за некои теми кои што се доста важни, кои што се клучни во овој период на нашето човештво и во целиот духовен, спиритуален, па и личен развој. Конкретно преку разговор сакаме да го пренесеме оној вајб кој што е многу битен во поглед на женската есенција, на допирот со есенцијата, на чувството како е она вистински да бидеш внатрешно жива, вибрантна и како можеш да на некој начин да допреш до нешто што е вистинско во поглед на тоа, нели, како денеска светот живее, каков однос ние имаме во своите врски, што за нас значи љубов, што значи интимност, која што е многу многу длабока и битна тема за која што вечерва ќе зборуваме. И целта на овие разговори кои што од сега па натаму ќе се одржуваат редовно на одреден временски период е да ги споделиме со вас оние искуства кои што со луѓето со кои што веќе подолго време работам, искуства кои што се многу битни, некој да ни ги пренесе, да ни потврди дека да, постои некоја друга реалност, дека тоа што ти го чувствуваш, тоа што можеби несвесно го живееш, несвесно го доживуваш на дневно ниво во поглед на мисли, емоции, дека не е само тоа, дека има и друг начин кој што може да ни помогне да ја разбудиме својата свест и да излеземе од оние патерни и колективни сценки. Денеска ќе разговарам со Магдалена. Магде е сакаш ти да се представиш? Хајде, повели. Ајде представи ме да видам како ти ме доживуваш. Добро. Значи, Магда е моја пријателка, исто така ние веќе, па мислам дека 2 години, така? Да, Скоро веќе 2 години. 2 години, да, онака интензивно работиме со Незен Бадимен. На некој начин ги дошла на сите ретрити кои што се со embodiment поврзани и така да она е една од личностите со кои што една од секако има и други луѓе, меѓутоа со низа најлесно и најтечно ми оди разговорот во поглед на есенцијата, во поглед на сите овие увиди, сознанија, затоа што имам некој чувство дека секој пат кога разговараме и кога ќе се конектираме енергетски, дека се случува нешто, некој клик, и така излезе оваа идеја дека би сакале тоа да го пренесеме вечер. Иначе Магда работи како програмер и целта е да сватиме дека нели за да ја живееш таа реализација во себе, не мораш да бидеш во исклучиво во духовни кругови, да го гледаш светот како погрешен и несвесен. Апсолутно е сосема во ред да бидеш во било која сфера, меѓутоа таа спиритуална реализација, таа реализација на есенцијата е нешто кое што на некој начин може да биде граундинг во секој аспект од нашиот живот. Така да целта на сево ова е да се представи дека ние можеме да бидеме во било која професија, во било што, но тоа не значи дека мораме да се исклучиме од себе и да бидеме нели само во умот. И па Да, Магде? до оваа реализација стигнав скоро. Јас лично имав проблем со тој конфликт, има една како да ја наречам, едно погрешно убедување дека за да бидеш спиритуален, за да можеш да обстоиш спиритуално, мора да се затвориш во некој, како што го нарекуваме на англиски, во некој bubble и да живееш само таму
Но сега скоро успеав да го доживеам тоа, дека и да стигнам до тоа, дека ам, да бидам искрена, многу голем дел од таа реализација ми беше во овие неколку последни процеси кои што ги имавме со тебе, Елина. Досега сепак верував дека едноставно светот секогаш ќе дојде до некаква слаба точка и ќе успее да те исклучи. Но со овие последниве неколку процеси кои што ги имавме, навистина стигнав до тоа што сега го опиша, дека не мора да се исклучиме, може да гледаме во себе и да останеме во себе. Сепак и покрај сите предизвици, нели, што ги носи секојдневието, затоа што ние сепак живееме во еден реален свет и учествуваме во него. Да. Значи, кога зборуваме за љубов, нели, мислам дека ќе се согласиш дека во суштина љубовта е некако самиот збор љубов е премногу употребен на многу погрешен начин. Ние најчесто љубовта гледаме како нешто кое што е поврзано со тоа дека јас треба да земам нешто од надвор. И конкретно вечерва би сакала да зборуваме за жените, значи секако апсолутно поканете се и мажите, може да го слушнат тоа, меѓутоа не сакам да го ставам фокусот на жените затоа што нели сега сме во некој феминистички момент, дека жените се тие кои што се со таа повредена слика, па сега насочени сме на исцелување на женската енергија. Не, значи апсолутно не одиме од таму, затоа што има еден момент каде што на некој колективно ниво е создаден тој момент дека жените се толку длабоко повредени и они постојано се исцелуваат и го прават ова, го прават она. Не, значи ние зборуваме за момент каде што ќе дојдеме во контакт со таа божанска женска енергија и таа енергија сака чувство на соединување, значи она има длабоко разбирање и тоа е длабоко чувство на конекција со љубовта, значи во таа божанска енергија секако не се исклучени мажите, апсолутно се вклучени затоа што е чувство на соединетост и на нешто кое што ние на ова физичко ниво секако имаме потреба да бидеме едни со други, не можеме нели да бидеме сами како што на колективната женска слика. Така да вечерва би сакала малце да го доловиме оној момент дека патот на жените е малце различен од патот на мажите. Али мислам дека ќе се согласиш со тоа, затоа што јас лично порано во минатото, да, секако следев доста учители и така натаму и тоа е се во ред, меѓутоа работата е во тоа што она што недостасуваше, имаше една карика која што недостасуваше во целата работа, а тоа е моето чувство дека јас сум жена и дека јас на друг начин ги доживувам работите. Реализацијата кај жените оди внатре, значи ние сме телесни и ние не можеме да работиме на себе, да идеме од позиција само на својот ум или не знам да бареме спиритуалност надвор од себе, затоа што нашето тело е она кое што е клучот, значи конкретно кај жените е матката, целата женска енергија. И се она кое што ние го доживуваме, значи ние таа реализација ја имаме во себе, значи тој воид, знаеш зашто зборам, воидот кој што е во матката, и на некој начин нешто кое што ни дава можност и потенцијал да навлеземе длабоко во таа длабока нежност. И затоа нашиот пат е малце поразличен од машкиот пат. И вечерва би сакала да го доловиме тој момент и да ги споделиме нели тие искуства кои што на некој начин сме ги искусиле. Значи, љубов не е нешто кое што е поврзано со некоја друга личност. Значи, ние кога чувствуваме љубов, затоа што јас имам чувство на себе. Меѓутоа, тоа чувство на себе јас можам да го споделам со некога. И во тој момент, нели, ако се случи подлабока интензивна конекција на тие две души, и тоа поле почнува да се интензивира и тоа поле станува се поинтензивно и поинтензивно. Меѓутоа, во исто време,
никој не е зависен од никого. Значи, затоа што во тој момент се случува во двајцата. Но проблемот е кога ние ќе земеме, ќе го присвоиме тоа искуство и ќе кажеме да, јас чувствував љубов поради тебе и ти чувствуваш љубов поради мене. Затоа што во суштина тоа не е љубов, затоа што тука секогаш постои услов. Нели? Постои услов, затоа што ако ти се однесуваш на начин на кој што јас сакам да се однесувам, да се однесуваш, тогаш јас ќе те сакам. Затоа што најчесто оно што го нарекуваме љубов е омраза. Тоа е вистината. И сега, тоа не значи дека ако нашата врска не функционира, дека ние мораме да се условуваме. Ако не функционира, слободна си, оди. Меѓутоа, тоа не значи дека јас ќе кажам дека ова поле не постоела, дека оваа љубов не е реална и дека едноставно ќе ја затворам и ќе влезам во дисконекција затоа што нели нашите персони или тоа што сме во одреден момент не можеле да останат заедно, затоа што сето тоа се некои услови. Оно што најмногу лично во поглед на односите ме тригерувало, затоа што од психолошки аспект ние постојано се трудиме. Јас ќе го направам ова, ти ќе го направиш тоа и сега. Ако ти ги прифатиш сите мои услови, тогаш ти можеш да дадеш својата воља. Ако ја ги прифатам твоите услови, морам да се откажам од својата воља. И тогаш тоа не е љубов, затоа што луѓето во суштина се угушени, имаат толку години живеат заедно и толку се угушени едни од други што воопшто престануваат да се караат, едноставно се замрзнати во таа комуникација и тоа е тоа, као гледаат као нормално да живееш поклопен. И во суштина мислам дека тоа не е љубов, тоа е програма во која што ние сме заглавени, во која што и како мажи и како жени сме одлучиле да партиципира. Да, како некоја индиферентност ја гледам, како некоја, кога ќе се исклучиш, како да влегуваш во некоја индиферентност, кај што не чувствуваш ништо, туку едноставно само функционираш и така, си влегуваш во една машинерија и како се да е, се е окей, се е по правила, се е круто, се е по правила и се е како треба, ништо не е според тоа како ти се чувствуваш, да, и индиферентен си кон се. Едноставно така треба и само си продолжуваш и го правиш тоа исто. И можда е исто секој ден, например, и можда не резонира воопшто тоа со тебе, меѓутоа го правиш, едноставно како ете така, како една рутина која што те поклопува едноставно. Да, од своје искуства во својот живот навистина кога ќе погледам, сум имала врски каде што навистина постоела љубов и постоела нака огромна љубов. Меѓутоа, секако нели затоа што имало ситуации каде што нели на некој начин мораш ти по цена на таа љубов да потиснеш се и после сето тоа се притвара во некој вид на мачење. Онако е што пред некое време одлучив да го правам и да престанам да верувам во дисконекција. Затоа што ако е добро, меѓутоа ако ќе почне тоа мачење, таа манипулација, за која што ќе зборуваме, нели што се случува на вистина енергетски во нашите односи, онако е што мене најмногу ме болело, затоа што кога ќе влеземе во таа манипулација, во таа егоичка структура, и ние се исклучуваме од таа мекост, од таа длабока божанска конекција која што на никој начин сме ја доживеале. И ако не можеме да го продолжиме тоа, подобро да се пуштиме еден со друг и тоа е окей. Останувам во полето на конекција. Не знам што таа конекција ќе донесе, нели? Затоа што не едам во дисконекција. Например, ако заврши врската, тоа не значи дека таа врска завршила и се чувствувам лошо и ќе го кривам другиот партнерот со кој што сум била и така натаму. Едноставно, мојот фокус е на конекцијата, затоа што имало добро, имало љубов. И ако јас останам во таа конекција, не знам што понатамо ќе се случи, меѓутоа, само избор да останам во конекција, да не одам во дисконекција во тие ниски егоички сфери, ако останам во конекцијата, секако ќе чувствуваш, нели, можеби болка, поради тоа се ќе бидеш отворен да ја процесираш таа болка и тоа е сосема нормално, меѓутоа, крајот на нешто, тоа не значи дека љубовта завршила. Можеби ќе го промени обликот, ќе се појави некој друг
Може би ќе се сменат работите, меѓутоа нема дисконекција, има само промена. Затоа е битно нашето срце да остане во таа отвореност, затоа што љубовта е чувство кое што е внатре во мене и не зависи од никого. Секако, со некои луѓе ќе ја чувствувам поинтензивно, со некои луѓе онака срцето ќе ми биде вау, отворено, тоа прекрасно чувство, меѓутоа тоа не значи дека тоа чувство кој што ќе го осетам во тие врски, дека мене е потребно да ме направи зависна и да срушам и да престанам да гледам својата вредност, односно да ја изнегирам својата вредност по цена за да се задржам за тоа чувство. Кога е слободно чувството, се е во ред. Да, и она што често го зборуваме јас и ти во нашите разговори е исто фактот што кога еднаш ќе осетиш таа димензија на мекост, на нежност и така натаму, подоцна, ако се исклучиш од неа, оние чувства кои што напаѓаат се дури посилни од нешто што претходно си го осетила. Еве јас на пример сум осетила и анксиозност и некои такви некоја паника и така натаму претходно, мислам пред да сме работеле со тебе и сето тоа. Меѓутоа, откако ја открива оваа димензија на нежност, на таа женска енергија која се разбуди кај мене и сето тоа, кога ќе се исклучам од тоа, кога ќе се откачам од тоа, бидејќи сепак, како што реков, се случува, има такви моменти кај што еве ќе испадни некако во светот да си за момент несвесен и нешто ќе те слизни и ќе се исклучиш на момент. Во тие моменти кога се исклучувам, а сум го осетила веќе ова, навистина анксиозноста е многу посилна од анксиозноста која што сум ја имала претходно. Затоа што не знам зошто, еве ти можда ќе го објасниш тоа подобро, меѓутоа еве јас од лично искуство сум го осетила тоа дека навистина кога еднаш ќе се осети таа нежност и мекост, исклучувањето од неа, од тој воид, како што го опиша на почетокот, тој воид кој што го имаме ние жените во матката, исклучувањето од тоа е навистина болно на еден начин. Да, затоа што секој пат кога ќе подигнеш фреквенцијата и кога ќе дојдеш, кога ќе почне се отвора твоето тело и кога твојата животна енергија или сексуална енергија ќе излезе од тој патерн на контрола кој што е во нашиот перинеум, знаеш дека најголемиот процес е во перинеумот, или кога ќе дозволиме тој оргастичен рефлекс да почне да се движи низ нас, покатно ќе објасниме што е тоа. Во тој момент, она што се случува се појавуваат доста сомнежи. Затоа што ние живееме во свет во кој што повеќето луѓе се затворени. Кога јас прв пат го доживеав тоа чувство на мекост, на отвореност, значи по некои други има подкасти каде што сум зборувала за своето искуство кога нели онака буквално ми се отвори целата димензија со емоција, со трауми и така натаму. Меѓутоа, она што беше интересно во целата таа работа е тоа дека јас постојано во целиот тој емоционален хаос, не најдов еден човек, само еден човек кој што ќе ми потврди дека јас во тој момент чувствувам љубов, задоволство и радост. И ја во суштина бев преплашена од тие чувства. И се додека еден ден не реков, окей, значи ова лудило веќе не можам да го издржам, значи оваа анксиозност не можам да ја издржам, само јас ќе легнам и ќе кажам, окей, не знам што чувствувам. Постојано го лабелирав како страв, анксиозност, лутина, ова не. И само кога легнав и го опуштив моето тело, во следниот момент цело мое тело беше обвиено со задоволство, значи со огромно чувство на нежност, чувство на љубов и кој што почна да се движи од мојот стомак, од перинеумот, стомакот, срцето, низ целото поле. И во еден момент реков, вау, ова е така добро чувство, која е поентата зашто ние се штитиме од ова. И сватив дека
Во суштина луѓето се штитат од тоа чувство на нежност. Но зашто се штитиме чувството на нежност? Имав едно искуство, ја и до ден денеска нели го правам тоа, и кога работам со луѓе, кога почнав слободно да ја чувствам мојата енергија после сите тие интеграции на емоции и наеднаш седам во друштво со пријателки и реков, окей, значи не морам да се затварам ако другите се затворени. И одлучив да ја дозволам на таа енергија да се движи. Оно што се случуваше беше многу интересно. Ние разговараме на некои најобични теми кои што не се поврзани со тоа. И во еден момент јас чувствам како мојата енергија, таа енергија на задоволство од перинеумот, како низ цело тело почна да се подигнува нагоре. Во следниот момент, оно што се случи со мојата пријателка, она доживеа паничен напад. Јас добро знаев од каде доаѓа тој паничен напад, затоа што во тој момент во мене се покрена нешто кое што ајде ќе го наричаме женска енергија. И тогаш сватив дека жените се плашат да се чувствуваат себе. И понатамо, нели, како што зборав со неа, сватив што е поентата, во суштина она доживеа паничен напад затоа што во тој момент почна да се движи енергија на радост и на леснотија. И подоцна нели разговаравме и го отвори тоа чувство и почна да го чувствува тоа чувство, што беше многу интересно. И она што го приметив дека нашето присуство може да истригирува многу длабоко. Например, јас кога работам со луѓе, едноставно само отворам таа енергија и дозволам слободно да се движи. Се случува целиот процес. Луѓето најнаш почнуваат да чувствуваат, да излегуваат сите работи кои што се нели поврзани со таа одредена тема на која што работиме и најчесто на крај сите чувствуваат задоволство. Затоа што имаш чувство дека, вау, као, јас смеам да чувствувам задоволство. Значи, не морам постојано да бидам во таа траума, во таа крутост. Затоа што најголемиот страф е секој пат кога нашата енергија ќе се отвори и ние ќе излеземе надвор помеѓу луѓето, најглавна емоција е омраза. Значи, луѓето не се ни свесни колку омраза постои внатре во нив. Меѓутоа, таа омраза, значи ние кога викаме бист, е поврзана не затоа што ти сега сакаш да мразиш и сите имаме нели она, не е добро да мразиш, меѓутоа омразата постои секој пат кога ние веруваме во две спротивставени сили. Кога не дозволуваме на тој флоу да се движи низ нас, на таа енергија на нежност, на задоволство, на некогаш се активира како екстатичност. Тогаш има една контрасила, тоа е нашиот психолошки ум кој што сака да исконтролира цела ситуација. Единствен начин да исконтролира е да ја мрази таа енергија. Во суштина ние ја мразиме својата животна енергија. И е таму доаѓаат сите проблеми. Сите проблеми на било кое поле. И мислам дека ти доволно долго работевме на тој процес, можеш слободно да споделиш нешто, затоа што имам доста длабока тема, а од друга страна, она што го увидов во суштина во целиот тој процес е дека најголемиот страф на жените е да се чувствуваат, значи да останат отворени. Затоа што самото чувство на отвореност и нежност кај некои луѓе активира агресија. Затоа што контактот со таа нежност ги активира оние мемории кои што се поврзани нели со тоа чувство на опуштеност и така натаму. И сега, ние кога ќе се активира таа нежност, на некој начин се плашиме затоа што идентификуваме со своето тело. Меѓутоа, затоа што таа нежност е многу подлабока од телото и е цела димензија околу нас. И нежноста ние идентификуваме со искуство на нешто што сме го преживеале во своето минато. Дека јас имам мало тело кој што е нежно. Ја поистоветуваме малку и со слабост, знаеш. Јас долго работев на омраза, како што спомена. Омразата ми беше како некое главно чувство на кое што го открив дека сум го имала, а како што рече многу луѓе не ни знаеме дека го имаме тоа чувство бидејќи нели стигмата е не сме да се мрази и така натаму и заради тоа според мене во светот постои уште повеќе омраза отколку ако не беше така
нели убедувањето, уверувањето дека не сме да се мрази и така натаму. Така да на омразата долго време работев и да, на крајот уствари увидот сам се уште е дека зад омразата секогаш се крие љубов, мекост, нежност, која што се затвара заради тоа што како што реков, ја поистоветуваме со слабост и она навика која што имаме сите ние, мислам, повеќето луѓе да контролираме, кога ќе се појави тоа чувство на воид во матката, на таа нежност и кога ќе се расшири, тоа ствара страв заради тоа што го губиме тоа чувство на контрола. Знаеш, кога си стегнат, кога си во една контракција, а повеќето жени се, барем такво е моето мислење, и мојот впечаток, дека повеќето жени се во таа контракција во матката, за која што не сме ни свесни, и јас не бев свесна пред 2 години. Така да, таа контракција ни е тоа чувство дека контролираме. Сум во контрола и можам сега се да исконтролирам. Јас сум тој што ствара, јас сум тој што одлучува и така натаму. И знаеш, кога ќе се опушти таа контракција, се случува еден страв на губење, на напуштање. Нешто такво се буди, заради тоа сметам дека е многу тешко да се откачиме од тоа чувство на таа фреквенција на траума, на контракција, да. Да, тоа е фреквенција на траума, како што приска зборувавме, нели, доаѓаме до моментот на интимност, затоа што имаме фреквенција на траума, каде што нашето срце е затворено поради чувство на дрскост, на нељубазност. Кога не љубазност, дрскост, само кога некој е дрзок со зборови, не љубазно и кога колку пати сме били излажани, не било ветено, некој ни ветил ова, не го исполнил тоа, и тоа е дрскост. Односно, непочитување на некој начин, дали ние жени ни со други, дали мажи со жени, едноставно, таа дрскост е во нас постои, поради тоа создаваме, кога сме во таа фреквенција, ние ќе ветиме нешто, ќе се ветиме на себе, ме нема да го исполниме тоа, и ние влагаме во поле на недоварба. И тоа поле на недоварба е во суштина она кое што ги затвара срцето и активира нашата персона и сите заштитни механизми. Меѓутоа, единствен излез од таа дрскост е интимноста. Интимноста е поврзано чувство кое што го поврзуваме само помеѓу маж и жена. Не. Интимност е порталот кој што ни помага да излеземе од сенката на дрскост, од колективната дрскост, од фреквенцијата на траума. Зашто кога јас сум интимна со себе, со своите чувства, со своето срце, со тоа што чувствувам насекаде во себе, во својата матка, и јас можам да те почувствувам и тебе. И тогаш јас престанувам да те судам зашто ти си дрзок или дрска со мене, затоа што интимноста активира едно разбирање. И тоа поле на интимност ми дава можност да ја isпроцесирам таа траума од дрскоста на светот, кој што ме биле деца, во текот на нашите односи и све што се случувало. Следниот чекор од интимноста, како што тој армор ќе се тргне од нашето срце, е транспарентност. Затоа што како што идеме во транспарентноста, како што се трга тој армор на персоната, нашето срце е срце полно, ме го искуселе тоа срце кој што е полно со диаманти, брилијанти, значи со скапоцен накид, буквално визуелно тоа е нашето тело, тоа е нашата вистинска природа. И ако почнеме да се конектираме со тоа длабоко срце, значи ние стануваме транспарентни за својата вистинска природа. И тоа е процесот на кој што ние излегуваме таа траума фреквенција, во која што најчесто живееме во таа, како што рече, контракција, грч и тоа чувство кое што ние го имаме во матката. Меѓутоа, ајде можеме да споделиме која е навистина есенцијалната женственост, затоа што она воопшто не е поврзана со нас сенка која што сме научиле да бидеме. Би сакала да споделам нешто за чувството на задоволство, кое што е чувството кое што сите се плашат, нели?
дека е опасно да чувствуваш задоволство, нели, на сите можни начини. Таа енергија е исконтролирана од родителите, од општеството, од религијата, така само не смеш задоволство да чувствуваш, затоа што ако чувствуваш задоволство е голем проблем. Сите страдаат и можеш и ти да страдаш, нели? Тоа е Да, малку поврзано со програма. со срам, значи многу често е поврзано со тоа дека срамно е да се осеќаш задоволен и така натаму. Да, затоа што А, автоматски веднаш ти те асоцира на сексуален чин, што нема врска, нели? Тоа чувство на задоволство. Ти можеш да чувствуваш да го гледаш дрвото, да ги гледаш цвеќињата, да имаш не знам, контакт, да го гледаш твоето дете и да чувствуваш задоволство, љубов, значи затоа што љубовта од каде доаѓа? Скрус од доле се појава преку нашиот перинеум, стомакот, во срцето, буквално цело тело ти го обзема. И ние кога ги сакаме луѓето, ние тоа го чувствуваме со цело свое тело. Меѓутоа, постои срам, дека во одредени делови од нашето тело не сме да се движи енергијата. Тоа е проблемот. Затоа што имаме погрешна перцепција. Цел свет е заробен во емоцијата на срам. За жал. Значи, срамот е најглавната емоција. Меѓутоа, оно што јас го истражив од своето лично искуство, ние чувствуваме срам не затоа што е срамно да го чувствуваме срам од самите себе, затоа што знаеме дека во нас има нешто прекрасно, но мораме да го потиснеме и да го омразиме и да го отфрлиме за да можеме да припаѓаме во овој свет. И тој срам е срам, односно чувствуваме длабока вина кон својата есенција, затоа што има нешто преубаво во нас. Ние на несвесно ниво тоа го знаеме. Меѓутоа, постои вина дека мораме да се исклучиме од тоа. Затоа што така никој не сака, не прифатен, или тоа чувство дека не сум сакан, не сум прифатен. А во суштина сите трагаат по тоа. Некога зборуваме за интимноста, интимноста е за мене нешто прекрасно. Значи, интимност ние прво со себе доживуваме. Значи, ако јас некого сакам, таа интимност не е поврзана конкретно со јас како персона и другата личност. Персоната не може да доживее интимност, защото персоната е слика. Интимноста значи прифаќање на ментална смрт. Ако си спремен да умреш ментално, ќе доживееш интимност. И сега, интимноста се случува на ниво на срцето. Ние можеме да се поврзаме со друга личност, значи имаме со својот партнер, и можеме да ја чувствуваме, нели, таа привлечност, како се активира енергијата помеѓу нас. Меѓутоа, кога енергијата ќе дојде до срцето, ние тука мораме да се разделиме, затоа што во срцето не можеме да одиме заедно. Затоа што во нашето срце интимноста е во потполно да се предадеме, да се препуштиме во просторот. И тоа е просторот во кој што ние доживуваме ментална смрт за тоа кој сум јас, кој е мојот партнер, и во потполно се предаваме во тоа длабоко поле. И ако се предадеме, ќе видиме дека тој прелаз, таа ментална смрт во суштина не оживува и прави едно огромно чувство на живост и едно отварање како портал кон битието. И кога јас ќе го искусам длабоко битието, интимно во моето срце, јас тебе или него те сакам преку битието. Значи, од таму се случува вистинската љубов, кога моето ментално, кога јас како идеја нема повеќе да постоам. И тогаш се раѓа вистинска љубов. Меѓутоа, за да постои тоа, потребно е доста голема отвореност и чувство на огромна ранливост, затоа што ние потребно да бидеме ранливи внатре кон себе. Ние во себе имаме токму тој дел, значи ние како да сме поврзани со љубовта на апсолутот. Значи, секој наш партнер, секоја партнерка, нели, љубовник, љубовница се љубовта на апсолутот. Значи, нема врска со тоа дали јас нешто ќе добијам, дали ти ќе ми дадеш. Не, тоа е позиција на ниди, на мало дете, кој што постојано бара да ги задоволи своите потреби во светот. Меѓутоа, вистинската љубов се случува преку смрт на менталните идеи. И кој што е спремен да помине низ тој прелаз, ќе доживее такво блаженство, ќе доживее такво отварање, ќе доживее
нешто кое што јас би го нарекала дека тоа е рајот на планетава, не? А секако ние можеме тоа да го направиме и сами со себе и да бидеме во таа отвореност и тоа ни дава чувство дека не сме зависни од некого за да се чувствуваме комплетно. Особено ние жените. Нели? Сакаш нешто да кажеш во врска со ова? Да, сакав да кажам дека сега кога го зборуваше ова, затоа што веќе те осеќам дека ова не беше нешто, мислам, јас знам дека ти никогаш не смислуваш што ќе зборуваш и така натаму, меѓутоа ова баш го осетив онака како да ти идеше од срцето, не го зборуваше а, не го зборуваше ментално, туку баш како низ срцето зборови да ти излегува и сакам да ти кажам дека баш го осетив ова што го кажуваше сега и само сакав да кажам дека а, сега во овој момент додека зборуваше, уствари ми дојде увид дека интимноста не започнува никаде на друго место, туку започнува уствари во центарот на срцето. Сега го осетив тоа баш како што го опишуваше тоа и баш ми се отвори онака срцето. Додека и ова ми е процес мене кој што ми се случува овие неколку месеци, еден месец, два, кај што ми се отвара срцето, ама сега баш го осетив. Само тоа сакав да ти кажам. Да, затоа што на тој начин ние се ослободуваме од атачментот на светот. Атачментот на светот е ние сите го сакаме срцето, меѓутоа не знаеме како да влеземе во срцето. Потребно е Да. знаење. Да. И многу е тешко Затоа да, барем од моето лично искуство, многу е некако можда најпредизвикувачки е да го оставиш срцето да биде отворено. Многу лесно се затвара. да, Тој затоа центар што најлесно ми се затвара, барем мене, не знам дали е тоа лично искуство или е едноставно така е. да, затоа што кога ќе дојдеме во срцето, кога се случува поврзување со тоа поле на интимност кој што е многу моќно, кој што е длабоко мистериозна, многу луѓе се плашат од тоа затоа што на тој начин никако ги повлекува и ги брише сите идеи кои што ги имаш во врска со себе, со животот и така натаму, меѓутоа тоа е отварање кон еден нов потенцијал. Ти си колку цел универзум, ти си прекрасно битие. И меѓутоа проблемот е што ти себе се знаеш само на ниво на таа персона. И за да остане срцето отворено, ти потребно да прифатиш внатрешната празнина, затоа што вистинското срце кога ќе почне да се отвара, ние чувствуваме некаква празнина и затоа се случува контракција. Меѓутоа таа празнина, нашето психолошко или нарцистичко јас, кое што нели таа слика се бори, ја и доживува како нешто лошо, како некоја негативна црна празнина. Меѓутоа, ако останеме отворени или под водство и ако и дозволиме на таа празнина да постои во нашето срце во еден период, ќе се чувствуваме празни и тука таа празнина најчесто се појавува срам. Дека срамота е што ја чувствувам празнина, но ако идеме подлабоко во таа отвореност и како ќе излезат разни конфликти од нашето минато, од детството, и ако им дозволиме да го завршат својот циклус, тогаш срцето се отвори и станува една огромна празнина. Меѓутоа, ако навлеземе во таа празнина е во исто време полна, таа е универзална празнина. И од таа празнина се појавува она што го нарекаме срце со скапоцен накид. Едноставно почнува да излегува есенцијалното срце и да сјае. И тогаш ги викаме тие луѓе едноставно ништо им се случи, има некој сјај во очите. Има светла аура, нели тоа цело енергетско поле го отвара затоа што тоа е вистинското спиритуалното срце и кога ќе почне да се отвара, буквално почнува да сјае и да исила преку нашите очи, затоа што очите се портал, очите се трансмисија, или затоа е најбитно во било кој однос кој што го имаме е контактот со очите, затоа што очите зборуваат за нашата душа. Само погледнете ги луѓето во очите и секи ќе биде јасно. Исто така, е многу важно да сватиме дека кога ќе дојдеме во таа отворена реалност, едноставно сите лаги паѓаат. И не можеме да живееме во таа лажност, затоа што клучот е тимусот. Кога зборуваме за срцето, кај сите нас тимусот е калцифициран.
од детството. Ние постојано сме морале да се штитиме, да го затвараме своето срце. Имаме доста калцификат во пределот на тимусот. И како што почна да се утвара тимусот, тој калцификат, тоа се разни конфликти, почнуваат да се растопуваат. И оно што е интересно, кога е твоето срце отворено, кога тимусот е отворен, било кој да дојде, кога не ти ја зборува вистината, твојот тимус регистрира и веднаш затвара. И тогаш знаеш дека оваа личност не ја зборува вистината. И тоа е тоа, затоа што тимусот цело време регистрира. И затоа што тоа е контактот со душата, меѓутоа ти преку тимусот можеш подлабоко да почувствуваш. Точно преку тој дел од тебе ти можеш да осетиш душата на другиот човек. И точно да осетиш дали таа душа е тажна, дали е осамена, што е потребно, нели? И не можеш ти тоа да го кажеш, туку едноставно да останеш во тоа и да бидеш во тоа чувство. И оно што е интересно, од моје искуство, секој пат кога ќе го чувствам тоа, душата, односно битието на другиот човек почнува да реагира. И тој човек без причина доаѓа и станува ранлив со мене и почнува да ми зборува за некои работи, што па зашто го зборувам јас сега ова? Затоа што ти со тоа присуство даваш знак, односно даваш сигурност дека луѓето може да бидат отворени. Ако сакаат, некои не сакаат, ти ќе се тргнат и тоа е сосема во ред, нели? Да, да. Имав такво искуство јас кога бев помала, нели, како секогаш што велиш дека децата се, нели, ни чисти битија и се поврзани со сето ова што ние сега го осознаваме наново. Ние уствари сме биле во контакт со тоа, само сме го, нели, сме се откачиле од него во еден дел од животот. Јас го имав такво, мислам, многу често ми се случуваше кога бев помала да ете така луѓето само сакаат да ми кажуваат за својот живот, за она што ги мачи и така натаму. Тоа и многу ми се случуваше кога бев помала, кога ете најверојатно се уште сум била во контакт со таа есенција без да бидам особено свесна за тоа. И после тоа имав еден период кај што најверојатно бев доста исклучена и немав такви случаи и си реков, аха, се спасив тоа луѓето да ми се отвараат така натаму, а уствари сите во тоа трагаме, како што рече. И сакав да споменам тука, сега додека зборуваше за отворањето и затворањето на срцето, има и дополнително, освен таа болка и тој страх од таа празнина и така натаму, од моето лично искуство и од она што го гледам околу мене во светот, сметам дека има и еден страв од чувствување. Сметаме дека ако, барем јас, еве јас од лично искуство ќе зборувам, има еден страв дека ако осетиме некоја емоција која што нема да ни е пријатна, дека нешто ќе ни се случи, таков некој страв постои и јас лично доста често го затворам срцето од таа причина. И пред неколку дена, мислам дека го споделив ова со тебе, дојдов до еден увид кај што ми се отвори енергијата, ми се отвори телото и само ми дојде еден увид во форма на мисла беше овај пат, ама мисла која што не ми идеше од умот, туку баш како што опиша ми идеше баш од долу од кај матката и гласеше остави го срцето да чувствува, тоа му е работа. Да, срцето сака да чувствува. Меѓутоа, ние имаме, нели, не дај Боже нешто да се придвижи, не дај Боже нешто да мрдне некоја енергија, одма најчесто луѓето што имаат анксиозност и панични напади, повеќето време и тоа се активира и кога се активира емоција на радост, односно чувство на радост. Радоста не е емоција, туку е чувство на отвореност. И така да ние сме онака тотално frozen, но кога зборуваме за жените, ајде малку да се вратиме на моментот со жените, за женската есенција, ова би сакала да го споделам, затоа што многу често ја и ти кога работиме се отвара златото, знаеш, чувството на злато. И сега ова се некои искуства кои што може би за многу луѓе се апстрактни, меѓутоа ние ќе ги
споделиме, кој што може да го почувствува, ќе го почувствува. Умот не може да го разбере, затоа што кога умот нешто не може да разбере, за него е абстрактно и окей, нели, меѓутоа, затоа што сите овие искуства се на некој начин beyond the mind, нели, умот има едно верување, начин на кој што треба да се движат работите, меѓутоа кога зборуваме за есенцијата не е во нашиот ум, значи есенцијата е насекаде, во цел универзум постои. И постои во секого. И многу е важно да сватиме дека сите ние сме еден прекрасен, уникатен израз, ја тоа го викам точка на светлина, една звезда, која ќе се спушти, знаеш, на Давидовата звезда, која ќе се спушти, секој од нас ја има таа звезда во себе. Значи, секој човек е уникатен израз на целината. Меѓутоа, сите сме дел од таа целина. Есенцијата, секој кај нас, есенцијата има различен израз, различен квалитет. Тоа во енеаграмот можеме да го видиме. Например, јас и ти сме број 9 и деветките се boundless love. Затоа ние можеме да се поврзаме со таа љубов и да ја чувствуваме и да се утвара. Например, кај нешто се број 3, они се повеќе кај срцето, кај нив е личната суштина е доста. Бројот 6 или 7 се повеќе преку умот ориентирани, значи да се ослободи енергијата од умот, потребно да активира енергијата на задоволство. Значи сите имаме некој момент кој што сме искусиле некоја траума и каде што сме дисконектирани од таа целина. Меѓутоа, кога зборуваме за есенцијата, е нешто кое што ни помага ние повторно да се вратиме во таа целина. Значи, најчесто поддршката на нашето постоење е нашата персона која што постои насекаде во нашето тело. Знаеш, кога почнавме да работиме, имаше сите контракции, имаше армор, се имаше. И тоа персоната, суштина, тоа се тие ментални репрезентации кои што на некој начин лажно не подржуваат да постоиме. Кога зборуваме за есенцијата, би сакала да го опишам тоа чувство на есенција. Например, многу луѓе се има познато, нели, будење на кундалини и така натаму. Кундалини тоа, за разлика од есенцијата, кундалините има чувство, поминува низ целото тело, има чувство на електрицитет. И нели имаат луѓе такви искуства, меѓутоа кундалините е чувство на електрицитет кој што поминува низ нервниот систем, но есенцијата е нешто многу подлабоко и кога есенцијата ќе се активира, кога ќе почне да се движи низ нашиот нервен систем, се случува едно чувство на мекост и нежност, поминува низ целиот наш орбит и како што се подигнува таа нежност и таа мекост, буквално како да разгранува и е како едно дрво кое што ги зафаќа сите гранки, односно ги поминува низ сите наши органи. И се што е потребно, значи во органите ни имаме доста емоции, излегува на површина и исцелува, па дури и може физички да исцели многу работи. И како што она се движи, значи ние имаме едно чувство, кога се движиш по улица, нека се е меко и нежно. Имаш чувство како да газиш во некој облак од памук. Тоа е вистинското доживување кога ќе се активира таа божанска свесност во нас. И она со тек на време, како што ќе не допре, почнува се повеќе и повеќе да се отвара и секако тоа е моментот да ги разрешиме и да се отвориме за тие психолошки конфликти кои што излегуваат на површина, односно се тие моменти каде што ние сме го изгубиле контактот со таа божанска есенција во нас. И како што она се повеќе и повеќе се отвара низ нашето тело, ние од таа его персона стануваме есенцијална личност. И тогаш е чувството на леснотија, на мекост, има внатрешна флуидност, има нежност, нели? Едноставно се гледаш дека се е нежно, цело поле е нежно. И тоа е една сосема нова димензија, која што јас ја нарекувам divine love, нели, божанска љубов, која што со секој кој што ќе дојде во контакт, ако отворен, може да го чувствува. И сега еве додека збориме, почна да се, нели, да се активира. Да гледам како воздигнува. Да, јас го осеќам. Да. Да. Јас само би додала тука дека сите овие чувства кои што ги опиша се сензации кои што можат да се осетат во телото и од моето лично искуство колку се подлабоки, толку се посуптилни.
Тука би сакала да го споделам оној последен многу длабок процес кој што го имавме. Нема да одам во детали, само сакам да споделам дека тој увид кој што го имав таму беше проследен со знаеш едно чувство се отвори околу во центарот на желудникот кој што се манифестираше, да, беше проследено со страф на почеток, меѓутоа сакав да повеќе да обрнам внимание на она што беше на крајот. Се манифестираше, мислам, се разреши со нели таа топка од светлина која што се појави и само сакам да потенцирам тука дека тој процес за мене беше најдлабок, а тоа чувство кое што се појави на крајот беше најсуптилно од сите до сега. Сум имала многу посилни сензации во телото и така натаму со процеси кои што сме ги имале претходно, а овој процес последниот беше стварно најдлабок, а сепак сензацијата во телото беше многу суптилна. Мислам, многу пријатна, многу мека, меѓутоа многу суптилна, ништо сензационално. Да, затоа што есенцијата на длабоко нивно е доста длабоко суптилна. И, например, ние жените, кога се работи за златниот момент, можеме поинтензивно да го почувствуваме, затоа што златната есенција постои во мажите, меѓутоа кај нас е поприродно затоа што тој женски квалитет. И суштина она исцелува. Јас имам искуства каде што, например, луѓе имале, не знам, укочени се во грбот или имаат некои проблеми со сорбет, со било што, нели што трае можеби повеќе време, и само во моментот кога ќе поставам раката и ќе се поврзам, кога ќе го усетам во мене како се движи златното, значи не мора да поставам раката, и вака онлайн сме работеле, значи имав еден клиент каде што имаше блокада, буквално кочување на левата страна на раката, и во тој момент ја сама осетив златната есенција на како почна да се движи и само му реков окей, опушти се, и некако таа се изработи, излезе емоцијата на површина и наеднаш осети како има едно чувство на мекост и вика, па добро, каде е болката сега? Јас нема болката. Исто беше и со ситуации каде што, например, ќе ја добрам раката, каде што некои луѓе, можеби 2 месеци имаат некоја окученост, и оно што ќе го усетам дека има блокада во движење на есенцијата, и како што јас почнам во себе да чувствам така и кај нив се движи во самиот рбет. И најнаш кажа, па да, а во суштина тоа е некој конфликт, или кој што е поврзан со некоја емоција, односно најчесто со женскиот аспект. И затоа многу битно да сватиме дека во суштина есенцијата нас е можност за длабоко исцелување, длабок хилинг на секој ниво. Затоа што тоа е нешто кое што ни дава можност повторно да станеме целовити. Меѓутоа, ако зборуваме за женската есенција, она што мене навистина да, изгледа баш тажно кога ќе видам како жените ја негираат таа женска есенција, златна есенција во себе, затоа што ние веруваме најчесто дека тоа е поврзано со квалитетот на убавина, на beauty. Меѓутоа, квалитетот на убавина е квалитет, не е лично наш, туку е квалитет на апсолутот. Кога апсолутното, нели, го знаеме тој темен ликвид, кој ќе се спушти внатре во нас, во црно-златен ликвид, кој ќе се спушти во нас, он едноставно почнува да продира до сите наши ДНК клетки и многу длабоки работи почнува да ни дава можност да ги исцелиме. Сега, златната есенција најчесто кај жените е затворена затоа што ние имаме верување дека за да јас бидам жена потребно, нели, тоа е его димензијата, потребен ми е некој маж кој што ќе види таа вредност во мене, односно вредноста е златната есенција. И ние најчесто таа есенција секој пат кога ќе дојме во контакт со некој маж, во својата волја даваме кај тој маж. Оно што се случува на почетокот на врските, нели, мажите ќе дојдат во конекција со жените и наеднаш кога ќе се случи конекцијата почнуваат, нели, или да одат по своја волја или во негација или бегаат и така натаму. И сега ако жената не е свесна,
ти влегуваш во цела таа динамика и на колективно ниво ги имаме ние anxious avoidant, анксиозен и avoidant, одбивен. И тоа во суштина ни покажува енергетската динамика, значи персоните се креирани на база на тие енергетски динамики. И ако ние останеме во таа златна отелотворена, затоа што поентата е да бидеш во светот, да не припаѓаш, и ако на тој начин ти почнеш да ја будиш таа есенција во себе, е жената буди едно чувство на комплетност, затоа што има две нивоа. Ако ќе почне да се буди златната есенција, значи тоа е поврзано со движењето на нашата животна енергија, прво се доле во пределот на перинеумот, во колковите чувствуваме едно чувство на огромна нежност. Меѓутоа, ако она почне да се подигнува нагоре низ телото, ние како добиваме едно чувство на екстатичност, на еротичност. Меѓутоа, таа еротичност не е поврзана со таков однос како што сме научиле, туку со чувство на возбуденост во поглед на тоа дека јас сум едно битие кое што е сакано, кое што е во контакт со љубовта на спиритот. И тоа е едно чувство на длабока комплетност. И кога жените тоа ќе го отелотворат, кога ќе се отвори кај нив, ти можеш да го сакаш твојот сопруг, можеш да го сакаш твојот партнер, меѓутоа он не ти е потребен. Океј? И тука се јава ке мажите еден страв, дека кога ќе се отвори таа златна есенција, дека жената има тоа чувство на брилијанс, тотално твојата душа станува брилијантна, дека ти повеќе не ти е потребен никој од надвор. И се појави еден вид на паника, затоа што во тој момент јас не можам, нема место каде што можам да контролирам, да манипулирам. И ако е спремен, може да се природата на љубовта е уствари природата на љубовта, сега ми дојде ова како увид. Природата на љубовта е уствари ова што сега ти го опиша. Природата на љубовта е да нема услови, да нема зависност, да нема потреба, туку едноставно да се биде. Да, тоа е тоа. И ако на пример тој маж се дозволи и се отвори и почне да ја препознава и да ја почитува таа божанска есенција, тогаш влегува, затоа што било кое задоволство, чувство на љубов, на топење во овој физички свет доаѓа преку конекцијата со божанската женственост, преку конекцијата со жената. И единствен начин мажите да го доживеат тоа длабоко чувство дека се потполно сакани во тоа приубаво поле е да почитуваат божанската есенција во жените. Меѓутоа исто така задача на жените е да ја отелотворат таа божанска есенција во нив. Нели, не може едноставно да барам некој да ја види, а јас не ја гледам во себе. И кога мажот ќе види дека не може да манипулира тука, нели, или со таа жена која што во таа отвореност, во таа комплетност, може да остане, меѓутоа тоа е предизвикувачки, нели сепак можеш да беше отворен, или ќе се тргне. Едноставно затоа што не е доволно спремен да се соочи со своите процеси, затоа што излегуваат на површина доста процеси, а тука е потребна доста таа храброст. Исто така, ако жената е во таа вистинска божанска есенција, може на мажот да му помогне да ја разбуди автентичната машкост и да биде и во него да се разбуди тоа чувство на, како рековме преска, срце кое што е со скапоцени камења. Односно тоа во будизмот го викаат тело на ступа. Тоа е оној будистички храм кој што е цел со брилијанти, со диаманти, и тоа е телото на вистинскиот автентичниот маж. А кај жените го викаат шанделиер, односно е, нели, на француски значи како лустар, ама она лустар кој што е пун со брилијанти, и тоа е суштина вистинската вредност на машкиот и женскиот аспект. Ама ние сме толку заглавени во таа его реалност што воопшто не сме ни свесни какви магични битија сме. Значи е потребно човек да го искуси тоа и да дојде во контакт со таа прекрасна димензија. Значи тоа е вистинско. Тоа е толку реално. Толку е реално што кога ќе допреме до тоа, ние сваќаме дека ние цело време живееме во некоја тотална илузија. Се ова што мислиме дека е вистина, тоа е илузија. Значи, многу луѓе кои што дошле до тоа,
сватила дека е премногу прво чувство си приземјен, меѓутоа си приземјен од љубов. Значи, тоа е таква љубов која што еве сега дека зборувам, немам зборови да опишам, затоа што тоа е љубовта на целиот универзум, кој што едноставно е отелотворена и е приземјена во тебе, во центарот на твојот стомак, твоето срце, твојата глава, значи насекаде постои. И ти си онака еден цвет кој што е отворен, полн со љубов. И таа љубов никој не може да ја повреди, никој не може да ти ја земе, едноставно затоа што она едноставно тече. И на тој начин ние се издигнуваме од таа фреквенција на анимално постоење, од човечко па во човечко срце кога сме ранливи, и тоа идеме во состојба на angelic heart, ангелско срце, кое што е центарот на, нели, она прекрасна, светла, универзална, да кажам, љубовна точка. Да, многу, многу убаво го опиша. Повторно од срце го опиша. од кај што излегуваше. Да. Апсолутно јас го почувствував сега, да. Ќе се вратам малку на таа илузија, затоа што имав тогаш нешто да ти кажам. Она што сметаме дека е вистината, мислам, она што светот смета дека е вистината, како што рече, таа реалност поправила таа реалност на крутост и во основа луѓето кои што не стигнале да почувствуваат оваа димензија за која што ти сега зборуваше, сметаат дека таа е вистината и тоа е сосем во ред, се дека постои желба да се искуси, нели, она друга реалност која што е малку повеќе исполнета со, нели, со една леснотија, со една мекост, со една отвореност. Така да се надевам дека со ова што зборуваме денес ќе придонесиме да луѓето еве се отворат малку повеќе кон овие димензии. Да, затоа што самото, кога зборуваме, јас сум жена, можам да зборувам од аспект на жена. Значи, самото женско тело е чувство на рецептивност. Ти си рецептивна за таа љубов. И она низ тебе се движи едноставно. Или, не е нешто кое што јас го зборувам од својот ум, во моментот го чувствувам, цело моје тело во таа отвореност. И во тој момент, значи, ти си тотално ранлива, си транспарентна кон сите тие прекрасни сензации, затоа што најголемиот страв во нас е да го чувствуваме тоа убаво во себе, да чувствуваме дека ние сме израз на доброто. Ние сме израз на тоа универзално добро. Без разлика што сме биле повредени, отфрлени и така натаму, значи ние сме тој прекрасен израз. И ако јас конкретно, јас сум жена и си дозволам тој флоу на таа свест, тоа не е ни енергија, значи тоа е свест, тоа е свест која што буквално те проголтува во мекост, во нежност, во некој чувство на згриженост, чувство на внатрешно хранење, цветање. Едноставно немам зборови со кои што можам да го опишам тоа. И она кое што јас длабоко во своето срце чувствам на таква благодарност за сите тие процеси, тие интензивни депресии, трауми, затоа што мојата намера, која што не беше од мене, туку беше длабоко таа есенција да се соочам со сето она што го нарекуваме, она ѓубре кое што го имаме во себе, е нешто најдобро што може да ми се случи. Значи, ништо подобро во моето искуство до сега се нема случено. Тогаш се дека, вау, значи, јас сум едно прекрасно битие, не јас, сите луѓе. Меѓутоа, ние не го знаеме тоа. И тоа е едно чувство на вау. Имаш, не доаѓа збор дали сум ја вредна или не. Знаеме, со тоа се раѓаме. Таа самата универзална вредност, она се движи, тече низ тебе. Значи, целото твое
тело е тело на задоволство. Значи, тоа е чувството. Ти чувствуваш задоволство, не мора да има причина. Ти седиш и тој флоу едноставно се случило. Има радост. Знаеш, радоста е чувство на отвореност. Онака, буквално, радост. Да, и пак ќе споменам тука дека сето ова, бидејќи пред малку спомена дека ова е апстрактно за умот, и да, можда, само секунда. И да, можда е апстрактно за умот, меѓутоа не можда, сигурно е, него не сакам да звучам дека дека не го разбирам тоа, сум била таму во таква состојба кај што и мене ми било апстрактно во некој момент. Меѓутоа сакам само да кажам дека кога ќе се осети, кога ќе стигнеш да се отвориш, да го отвориш телото до тој момент да еве ги почувствуваш овие работи кои што ги зборуваме, ќе сватиш дека еве јас лично го сваќам тоа, дека тоа е и секогаш било дел од тебе, само некаде по патот си го оставил, односно сме го потиснале некаде низ животот, како што често велиш ти, некаде многу рано во нашиот живот го правиме тоа. И јас лично можам да го потврдам ова, значи одговорно го тврдам ова, дека имам со овие последни процеси кои што ги имавме заедно со тебе, ми се вратија мемории од детство, кај што јас сум ги осеќала овие димензии, и како што реков претходно, не сум била особено свесна за тоа, меѓутоа сега ми се враќаат мемории каде што јас ги осеќам овие работи со кои што сега наново се спознавам. Сакам да кажам со ова дека ова е апстрактно за умот кој што го имаме моментално, со моменталната возраст, заради тоа што премногу сме научиле, сме научиле за него и премногу веруваме дека вистината живее во умот. Мислам, тоа го вели светот, така верува светот и заради тоа и ние тешко да се откачиме на еден начин од умот. Меѓутоа, одговорно тврдам дека сето ова што го зборуваме не е воопшто надвор од умот, туку е баш нешто од кое што е дел од нас било и се уште е, само што го губиме, односно се откачуваме од него по патот на животот. Да, тоа е прекрасно на усуштина најголемиот предизвик на луѓето е да ги чувствуваат оние пријатните сензации во себе. Сите не е лесно, нели, чувствува лутина, чувствува страв, затоа што ние усуштина на некој начин нашата, нели, таа личност, персона која што нарекуваме, она има зависност од одредени емоции. Зависност од страв, зависност, и ние постојано рекреираме една стара приказна која што се би сакала да споделам уште овој момент во поглед на тоа како ние постојано ја креираме реалноста, затоа што ние постојано креираме реалност. Самото битието е или полето на потенцијал, значи е мирно, нема движење во него. За да се случи движење, потребно е ние да го искреираме со нашиот ум, затоа умот постојано креира. Меѓутоа, знаеш ти, ние имаме тука, сме работеле на тоа, испод левата града имаме еден центар, кој што се вика Мобиус центар, и тој центар е клучен за секое креирање. Ако сме доволно присутни во телото и ако го ставиме тука вниманието, ќе видиме дека најчесто ние на ова место имаме одредена слика за себе. И таа слика го затвара Мобиус центарот, затоа што Мобиус центарот, ако се отвори еден простор и самиот простор не поврзува со самото поле. Ние можеме да поставиме намера, значи, буквално да поставиме било каква интенција и намера и да останеме отворени, и во тој момент, нели, тој центар работи, нели, и во полето се случуваат, почнуваат синхроницитети и работите се манифестираат на некој начин. Меѓутоа,
ова не можеш да го направиш од позиција на его, затоа што имаш одговорност некоја, нели? Затоа што егото го затвара ова и зашто егото сака да има контрола. Меѓутоа, најчесто Мобиус центарот тука ни е затворен од нарцистичката рана. Тоа е, знаеш, она чувството дека сме отсечени од Господ, нели? Имаме она divine wound, тоа е божанската рана, која што е единствен начин низ која што ако поминеме, ние можеме да доживееме ослободување и тотално отварање на себе. И секако, нели, тоа е единствен излез. Било каква трансформација може преку тоа да се случи. Значи, трансформација преку умот, тоа е нешто на момент ќе тргне, меѓутоа се враќа по тоа истиот патерн. И самиот Мобиус центар овде е портал до универзалната љубов. Иако ќе се заљубиме со некого, кога се отвараме таа ранливост, во суштина почна да функционира Мобиус центарот. На почетокот на врската се утвара една ранливост и таа универзална љубов која што почна да се движи низ тој центар. И ние затоа чувствуваме толку љубов, толку кон другата личност. Меѓутоа со тек на време се активира нашиот self-image, односно самата љубов ја буди во нас нарцистичката рана. И се појава таа повреденост. И са, ако двајцата се доволно свесни и останат отворени, ќе го надим на тоа и ќе влезат во уште подлабока конекција. Меѓутоа, тоа ќе се појави, да се појава таа идеја, например, кај жените, најчесто овде има слика на една жена која што е сама и која што е, нели, буквално слика на темнина, осамена жена која што е одговорна и така натаму, значи тоа колективното несвесно. И ние на нашето тело насекаде се тие слики. Меѓутоа, единствен излез од тоа е да ја низ таа слика, едноставно таа златна есенција која што е божанската есенција, да пуштиме да се движи низ нашето тело. И во тој момент она почнува да ги вади на површина, односно да ги растопува сите тие слики, затоа што најглавното верување е дека ние како жени не сме, жените не се сакани од Господ, нели? Мислам, тоа е на длабоко несвесно ниво, затоа што имаме верување дека нашата сексуалност е погрешна. А жената е сексуалноста, односно таа енергија, која што е животната енергија, и енергијата на душата во суштина. И сега ако видиме, значи, религијата, општеството, значи, има одредени верувања, имаме околу таа сексуалност. И сега ние ја негираме таа енергија и веруваме дека не е пожелна и затоа се чувствуваме несакано. Не можеме да почувствуваме никаква љубов. Колку и некој да не сака, не можеме да почувствуваме таа љубов. Меѓутоа, кога ќе дозволиме да се движи, кога ќе се отвори Мобиусот, на некој начин таа енергија се спојува со полето на апсолутот и ние добиваме чувство дека нашата сексуалност е прифатена и тогаш почнуваме се чувствуваме премногу сакани. Меѓутоа, сакани од самиот универзум. Јас можам да споделам едно искуство каде што имав еден момент каде што доживав така длабоко отварање и целата енергија се подигна до пределот на срцето и во еден момент целото моје енергетско поле се отвори. Значи јас имав чувство дека сум насекаде, меѓутоа во исто време го чувствував и телото и како што бев во таа отвореност и во тоа интензивно задоволство, чувствував како бакнежи низ целото лице, низ целото тело, како нешто да ме бакнува. И во тој момент осетив таква љубов што сум жена, такво чувство на длабока саканост, кој што никогаш во животот не сум го осетила од било кој маж или од мојата мајка, од никого, апсолутно од никого. И тогаш сватив дека тоа е во суштина љубовта на универзумот кој што е во нас. Значи, универзумот и самиот Бог нас не сака. Значи, ние сме сакани. Меѓутоа, тоа не го чувствуваме затоа што таа енергија во нас е блокирана и ние се отфрламе себе, но кога ќе дозволиме да пусти, она се отвара како еден прекрасен цвет, нели? И тоа е патот на, нели, имаме таков пристап, тоа е еден вид на тотална отвореност, можеме да кажеме, отвореност без било какви отпори кон тоа што сме. Значи, ако го истражиме тоа што сме, ако му дозволиме на
тој, ајде, ерос, да се движи во нас, во потполност да се отвори, ние ќе доживиме такво цветање, што едноставно ќе сватиме дека ние апсолутно не сме зависни и не сме просјаци за љубов од овој свет, затоа што ние сме сакани. И таа љубов, трансмисија од таа љубов можеме секому да направиме. Најчесто, или особено на нашите деца, или ние како мајки, ако ја отвориме таа љубов, они едноставно тоа го чувствуваат. Мојот син вика многу често, вау, мама, као, ја чувствувам таа divine love. Вика, баш divine love. Екам, добро, какво е чувство? Вика, ама, ова е многу интензивно чувство, многу е силна и не може секој да ја издржи. Викам, а ти како се чувствуваш? Мене ми е пријатно, затоа што, нели, беше интересно како што јас поминував низ тие процеси на отварања и како што есенцијата се движи низ мојот нервен систем, низ мојот орбит, во исто време моето дете имаше исто процеси, каде што и во него се случуваше тоа. Имаше буквално процеси со кисукочи нешто на телото, емоционални процеси, секакви процеси кои што во одреден момент јас во мојата матка почнав да чувствувам отварање некое, чувствувам како затоа што секој пат кога во нашиот стомак се активира нешто, или кога се отвара, почнува да добиваме како еден вид на блага настинка, или во синусите, како некое пецкање, и ќе примете во исто време и моето дете низ истиот процес поминуваше. Тоа беше многу интересно. И кога ќе поминеме низ процесот, најнаш нашата конекција као, вау, се продлабочува. Така да, сите што се во наша околина ги зафаќа тоа. И нешто интересно, како што кај мене се ослободуваше така и кај него се ослободи неговата волја и он стана и почна да се интересира и да се отвара за нешто што тој го сака, значи едноставно се ослободи неговата волја. И затоа е многу битен процес, особено кај нас жените, да го направиме тоа внатрешно одврзување, затоа што на тој начин ние се одврзуваме од енергијата на нашата мајка, која што е најчесто, нели, со сите што не поврзува со сите трауми од некои минати искуства. И тоа сега нема да одиме тамо, и што малце ќе привршиме со разговорот. Во суштина нешто е важно е да сватиме дека ние имаме и есенцијална личност и таа есенција е потребно да ја истражиме, затоа што она е едно прекрасно поле на можности и на потенцијал. Зашто кога нашата душа ќе ја прекине таа идентификација со егоичката структура и ќе добие еден бакнеш, буквално е како нектар, кога ќе ја вкуси таа есенција, она се отвара, значи и влегува во тој вистински потенцијал. Да. Да, и ова што го опиша пред малку со твојот син, и јас го имам усетено, и во основа знаеш, сигурно и ти имаме една тенденција кога ќе ги видиме овие димензии, кога ќе видиме колку е добро да се биде тука, имаме една тенденција, еден порив да ги донесеме сите тука, да дојдат да видат колку е убаво. Меѓутоа нема притисок во тоа, нема туркање, едноставно не може да се направи тоа со туркање и со убедување, нема такво нешто. И во мојов процес јас сватив дека и од она што ти си ми го кажувала и од мојаво лично искуство, сватив дека само присуството и нели само да се биде и само со присуството можеме да направиме некаква промена, односно да поттикнеме некој да сака да го направи истото или да почне да работи на овие, нели, димензии, како што ги нарекуваме, на овие чувства, на овие прекрасни состојби, само со присуство и само со нели давање на пример на еден начин. А давањето на пример не се прави никако освен да се биде присутен и да се биде во таа есенција, да се биде во таа присутност и едноставно самите луѓе, како што рече и ти претходно, гравитираат кон тоа, заради тоа што сите трагаме по тоа и
на крајот само со присуството можеме да направиме промена. Да. Знаеш дека многу те сакам, нели? И јас тебе. Океј. И па ништо, сега тука полека да го привршиме овој разговор, барем за сега, нели? Рековме дека сакаме да пробаме да видиме како си во ова ќе иде, што си ќе се отвори. И се надевам дека колку толку барем малку успеавме да ја пренесеме оваа фреквенција, може повеќе после ретритот, да ќе снимиме нешто повторно на некоја друга тема. За крај, она што би сакала да го кажеме дека на вистина е жално ако човек цел живот живее во онаја програма на која што нас не е кажано, нели, кои сме, што сме, а да не дојде во контакт и да го истражи на вистинското во себе. Затоа што тоа вистинското никој не ни го кажува и многу малце луѓе на оваа планета го знаат. И е нешто кое што е beyond everything, значи изнад се што сме научиле, сите концепти, сите знаења. И без разлика ни што се случува човештвото, тоа не значи дека ние го негираме човештвото, апсолутно, значи човештвото има разни процеси, има разни ситуации, но поинтата е да не се заглавиме во таа фреквенција, туку дека во секој во позадината постои таа убавина. И ако таа убавина во себе ја препознаеме, ние ќе можеме да ја препознаваме и во другите луѓе, без разлика на ситуацијата во која што, значи таа убавина е во секого и на секаде околу нас. И мислам дека главниот фокус, главниот то внимание, ако го ставиме на таа убавина, ќе видиме дека ние живееме во еден прекрасен свет кој што секако е во некоја илузија, во некоја поклопеност, но препознавањето на таа убавина дава една надеж, тоа е недуалната димензија, дава надеж која што ни помага да се разбудиме сите како човештво, особено во овие предизвикувачки времиња. Што би сакала ти за крај да кажеш? Само сакав да додадам тука дека баш напротив, не сметам дека го игнорираме човештвото со ова, баш напротив, сметам дека кога сме во себе и кога сме поврзани со изворот, со есенцијата, баш тогаш сме најприземјени. Кога сме во анксиозноста и во контракцијата сме најодлетани. Од мое лично искуство и од она што го гледам околу мене, луѓето кои што се анксиозни, сметам дека за да можат да преживеат во телото, тие се баш повеќе, многу повеќе одлетани, отколку кога сме во мекоста и во поврзаноста со себе, во она што ние го нарекуваме есенција. Баш човештвото треба да е приземено за да биде полесно да се биде тука. Океј, супер. Ти благодарам. А ти тебе? Ништо. Тука вечерва ќе го завршиме овој разговор. Навистина ми е драго и онака се отворила една прекрасна енергија и се надевам дека повторно ќе имаме можност да разговараме на некои теми кои што се баш онака отворени и кои што со нетрпение навистина целта преку сите овие снимања е да го споделам она што го имав како една лична реализација, која што мислам дека во овој момент е дојдено е време и дека моето срце навистина сака тоа да го сподели, да го даде, затоа што премногу е тешко да го чуваш за себе нешто кое што е прекрасно и кое што може да има бенефит за себе. Ти благодарам, Магда. Па ти тебе и покрај чувството на она што го споделив со тебе, дека бидејќи ова ми е еден од првите пати да го правам ова, и покрај тоа чувство што го имав на поголема изложеност и нели ранливост, ми беше стварно многу пријатно како секогаш со тебе и се надевам дека ќе го повториме.
Океј, thank you. Чао, тука завршуваме. Ви благодариме на сите. Поздрав. Чао.